Веќе знаете е првиот разговор за ова утро. Нашата гостинка Искра се веќе, еве, гледате во корнерот, односно во десниот крај од студиото, веќе на своите места. Милена Силјановска, уредник во издавачкиот центар 3. Милена, добро утро. Искра, добро утро и до тебе. Добро утро, Елена, да. Лето со 3 ќе имате убав разговор за книги. Да, за Милена веќе многу добро ја познаваат нашите гледачи. Сега конкретно е лето, инаку за секое годишно доба имаат тие разноразни активности. Промоции и активности. Да. Повелете, ќе имаме и подарок за гледачи, така? Па 3. 3 од 3. 3. Да, 3 од 3. Така, да, може тоа како стандард да си го воведеме веќе. 3 за Милена, среќа. добро утро. Добро утро. Добро ни дојде. Фала ви. Лето со 3. Да. Мислам дека веќе јасно за што ќе зборуваме. Покрај вашите активности, ајде малку прво како за вовед. Каков период за читање летото? Летниот период не подсетува дека освен телото што треба да патува, треба да патуваме и со душата. Па ете, преку книгите тоа е најдобриот начин да се стори тоа, а преку летниот фестивал на книгата кој што се одржува традиционално секоја година во 3, во текот на летните месеци, тоа ни овозможува да си обезбедиме што е можно повеќе книги, не само за напад, бидејќи многумина од нас и не го поминуваат целото лето во патување, но сепак и додека се тука да може да се направат едно такво патување и транскрибирање на душата во еден друг свет. Меѓу другото, овој фестивал вам ви возможува и да дознаете многу повеќе за тоа што сака читателот, еве што чита, односно, еве преку лето конкретно се чита ли поинаква литература? Во главно да, тука се романсите кои што стануваат поактуелни во текот на летото, класиците мислам дека се читаат во текот на целата година, исто така и трилери. Веројатно затоа што денот е подолг, имаме повеќе време за читање и затоа што е малку помистичен, можеби затоа трилерите ги привлекуваат повеќе и гледаме во тој период да носиме новитети, наслови кои што ќе се вклопат во тој читателски вкус што важи дека најчесто е актуелен во текот на летото. Например, последно пристигна Мера на времето од Джанрико Карофилјо, тој е италијански писател, преводот е на професорката Радица од италијански јазик и станува збор за еден судски трилер што мислам дека ќе им биде многу забавен и верувам дека ќе донесе бум како што донесе на времето ЮНЕСБЕ со Хари Хуле, оној тип на детективски романи каде што го следиме детективот, овој пат и адвокатот и полека го разоткриваме случајот, тоа е нешто ново и интересно, а од романсите кои што гледам дека периодов им се поактуелни е Луѓето од свадбата, и ако стигна на саемот на книгата, сепак вообичаено им треба време малку да продише книгата за да може да почне да се чита и гледам дека Луѓето од свадбата ќе стане оној новиот летен хит за годинава. Постои, мислам, често пати го користиме терминот, но не знам дали е официјален летна литература. Па да, би можело да се каже. Иако гледам дека се повеќе, особено откако се зголемува младата читателска публика, дека тие не се толку навикнати кон некој начела. Кога формираат, сега гледаме актуелно Book Clubs и слични некои програми, гледам дека не бираат толку литература што се чита само во лето. Дури не им е важно, например, да е атмосферата летна, што од една страна им многу ми се допаѓа. Тоа значи дека им е значајна содржината што е внатре. А на што се должи да речеме, дали се менува вкусот, значи тактилот преку лето, или еве навиките како што спомена денот е подолг, или пак можеби постојат само летни читатели, односно се добива нова, поинаква публика преку лето која што нема време во текот на годината. Да, мислам дека и тоа влијае. Мислам и дека влијае и од аспект дека кога одиме на одмор сакаме да се опуштиме и сега во тој период ако читаш некоја книга што може да те бутне малку или да те замисли, гледаш да ја одбегнеш и си викаш ајде овие денови ќе си читам само за душа, само да ми биде забавно, но секогаш може и во тие книги кои што се забавни или во романсите да се најде нешто што ќе не потреси или што ќе не научи на некоја лекција. Всушност, мислам дека главната идеја на книгите е да се чувствува што е можно повеќе. И затоа ги охрабрувам да си бираат од кој било жанр, секогаш кога ќе се јави некое чувство, тоа е тоа. Важно да се чита, така? Да. А има ли книги кои што да речеме се купуваат само преку лето и обратно? Па мислам дека
Постојат и такви наслови, но мислам дека има некој баланс сепак. А би се случило ли како издавачи некоја книга, да речеме, за која што немало интерес, туку така на ваше изненадување преку лето да стане хит? Да, тоа се случува често пати и гледам дека имаат влијание и оние платформи што ги викаат како BookToks, кога ќе стане некоја книга популарна, или бук инфлуенсери кога ќе објават некоја книга дека им се допаѓа. Има некои такви феномени. Еднаш се случи со Јелена, ми се чини, имаше споделено за вторниците со мори и одеднаш се распродаде во неколку дена книгата, така што тоа се случува и на лето од време на време. Некоја книга што е позаборавена, одеднаш да стане летен хит. Или твојот втор живот започнува кога ќе сватиш дека имаш само еден. Таа е една од најпродаваните книги на 3, а не е толку рекламирана, туку едноставно има некои книги што им се лепат за прсти, што се вели. Милена не спомена кои жанрови се најчитани преку лето, што е со македонските автори? Дали има некој кој што особено побудува интерес во текот на летото, кој што можете да го вметнеме во таа официјална или неофицијална летна литература? Овој период Румена Божаровска е се уште најактуелна со Тони и секојдневно го слушаме тој наслов, го продаваме тој наслов. Гледам дека и во странство имаше, не сум сигурна дали на Бука, мислам дека видов дека се продале 1800 примероци од Тони во странство, така што гледам дека и надвор тоа влијае. Но и кај нас е една од најчитаните, и ова лето верувам дека кога ќе правиме некоја статистика, верувам дека ќе влезе меѓу првите. Малку сега приватно да те расчепкам, значи Тазе вратен од одмор, не прашувам каде беше, со кого беше, ме интересира што прочита додека беше на одмор. Пред да тргнам на одмор, имавме една распродажба кај нас во книжарници. Таму најдов едно посторо издание на 3 од Маркез Љубов во време на колера, така што сега периодов планирам да се посветам малку на по-јужните автори, зашто едно време па само русите ги читав, сега ми и мене ми доаѓа лето, веројатно ми треба нешто што ќе ме удри од земја како Маркез. Многу е сетилен, многу ми се допаѓа како некако се допираат зборовите кај него, така што можете ќе има некое реиздание. А кога спомена веќе распродажбата, на тие настани кога се случуваат, особено оваа последнава што беше во Дебар мало, забележувам колку на луѓето им треба тој дух да може сами да си бираат, да си чепкаат меѓу книгите. И ги поместуваме на различни локации. Претходно беше пролетна распродажба во ГТЦ, сега беше во Дебар мало и гледам дека се случува и некој случаен минувач да не видел, да не планира да помине, па да си земе некоја книга. Тоа ми е едно од поубавите доживувања. Во вистинска смисла на зборот распродажба, затоа што некои книги оделе дури до 50 денари. Да, така е. Бидејќи тоа се воглавно постари изданија, и века која што си ја исчепкав книгата за одморот, постари изданија или изданија кои што ни останале по една-две книги во магазин уште на времето кога биле излезени како мемуарите на една гејша, таа беше исто хит во своето време. И интересно е што се по мала цена, но сепак тоа се сочувани, тоа не се читани изданија, само што има некои што се оштетени, ама мене тоа ми дава многу повеќе дух. Кога гледам дека книгата е пожолтена или дека знам дека обстојала некое време некаде сама во темница и сега да го дадеме светлото на денот. Распродажбите се дел од фестивалот, ајде тогаш да преминеме на вашите активности. Вие секоја година знаете, умеете летото да го обоите во бојата на книгата, во знакот на книгата. Фестивал кој што ќе трае цело лето, колку што разбрав, така? Да, со тоа што има акции кои што се менуваат секоја недела. Таа пробуди голем интерес, бидејќи од годинава за прв пат пуштаме секоја недела по 12 наслови кои што се на 50% попуст, но од најактуелните. Ги следиме топ листите. Ова настрана од распродажбите, така? Ова си посебна акција. Секоја недела? Секоја недела. Има 12 наслови на пола цена, меѓутоа во тие 12 наслови се најактуелните во моментот, што мислам дека е навистина добра сделка. Например, Питерсон е еден од најчитаните автори, да се овозможи за половина цена од 250 денари е
добра сделка и ме радува што гледам дека тоа не го користат само за да си ја купат книгата на пола цена, туку да си купат 2 книги. И тоа ми е едно од подрагите моменти од оваа акција. Милена, не го споменавме, еве, во меѓувреме одат материјали што ти ми ги прати. Мотото, не го споменавме оваа година, кој е? Оваа година е летото почнува со приказна, така што сега ете може да им најавиме нов бран. Решивме да го поделиме како на бранови, како што и летото вообичаено го делиме со морето. И стар одмор, нов одмор, така викенд продолжен. Да, сега ќе видиме што ќе биде следната страница, но започнавме со приказна бидејќи некогаш кога мотото звучи едноставно, всушност во себе ја содржи целата поента на фестивалот. Имате и новитети, какви новитети станува збор? Но претходно ги споменавме Мера на времето, што стигна неодамна. Тука во студиото ги имаме Исто и секогаш и романтична комедија. Исто и секогаш е повеќе бизнис книга од авторот на Психологија на парите. Но Психологија на парите се покажа како една од најпрактичните книги за читателите од оние кои што се склони кон бизнис литература, бидејќи е малку пореволуционерна, исто како 48 закони на моќта, што на саемот беше исто меѓу во топ 5 најпродавани книги, исто така и ова е малку по надвор од рамките, да речем. А романтична комедија, исто како што кажува и насловот, е мощна, забавна, урнебесна книга, но пак ќе кажам и кога станува збор за наведум некоја по лесна книга, сепак во неа има содржина. Особено па и тука се чувствува и некој младешки ветар. Треба да има содржина. Особено што се случува внатре? Има некој младешки ветар, бидејќи со скечеви за една девојка инспирирана од вистинска приказна, една девојка која што работи на смешни скечеви во кој што ќе се влюби во еден од вработените таму и сета таа заплеткана приказна остава некои вибрации дека сепак тие романтични комедии на вистина некому му се случуваат и во вистинскиот живот. Дали таа е една од книгите кои што ќе ги подариме денес? Мислам дека можеме веќе да ги вклучиме гледачите. 3 книги рековме ќе подариме. Таа е една од нив, други кои Милена? Другата е која што е изложена исто како и секогаш и третата мислам дека Мера на времето која што ја споменав би им била интересна на оние кои што се наклонети кон трилерот и судските трилери и тој тип на литература. Навикнати сме да гледаме такви серии и филмови, но мислам дека и ова ќе и тоа како интересно. Дали веќе имаме гледач на линија со оглед на тоа што немаме многу време? Ајде, јас ќе се обидам вака. Добар ден, повелете во програма сте? Не слушам ништо. Добро, ќе ни дадат, се надевам, некој знак. Додека ги вклучуваме гледачите, кои што треба само да остават нели име и презиме и да се договорите секако која од книгите би добиле. Сакав малку да те прашам на самиот крај и за најмладата читателска публика. Да подобјасниме некако зошто е добро да се чита преку лето, затоа што обично нели свика велиме ајде сега преку лето да го оставиме мозокот на пасење. Дали летото е период кога се создаваат тие читателски навики? Мене ми е многу драго кога се сеќавам на некои такви денови од распустот, затоа што нели вообичаено кога се сеќаваме на нешто од минатото и кога имаме некој тип на носталгија, ни се додава малку на тоа чувство на дека нешто ни недостига. Така што мислам дека летото е одличен период да си читаат, затоа што утре кога ќе се сеќаваат на тие денови, некако ги гледаме низ призмата на книгата што сме ја читали или на чувството што ни владеело во нас додека сме ја читале книгата. Но како што кажа и ти пред да почнеме дека кога нешто се мора, тогаш ни оди малку потешко. Секогаш предлагам или за помалата публика, например, дека сепак родителот треба да го насочи детето. Има еден куп интересни книги, особено од домашни автори, како например на Јагода Михајловска-Георгиева или Бистра Георгиева. Не мора да е тоа нешто што е препорачано да се чита, туку едноставно може да си го прочита родителот и да му се допадне. А за тинеџерите е малку полесно, зашто има сепак постојано се на телефон, постојано гледаат што е актуелно и може да си го најдат во
превод, например, Ерин Дум, Солзотворецот е на, може да се каже, Јанка Далт, што ги викаат романи. Мислам дека е совршен за летен период, како ние на времето што ги читавме Бронте или Джейн Остин. Мислам дека Ерин Дум е некој нов таков ветер за младите. Како во малиот прст ги имаш, значи, сите книги на располагање од цела светска литература. Добро утро, повелете, во програма сте, веќе имаме и двајца гледачи, што е разбирливо кога станува збор за книги од 3. Повелете? Добро утро. Добро ви утро. Поздрав до водителката и до гостинката. Се јавувам во врска со книгата. Ја пратам вашата емисија постојано и сум љубител на книгата, така да имам желба да ја добијам. Одлично, но Милена доделува 3 книги, подарува 3 книги, така што дали слушнавте за кој станува збор и еве бидејќи сте прва од гледачите ќе имате право да си одберете, или пак Милена Нека одбере Милена. Аха. Јас верувам во неа и верувам дека ќе биде убаво. Веројатно некој подпрашањица ти треба за да дознаеш што сака читателката, па што да ја доделиш. Моја препорака е Јас сум Карофињо. повозрасна. Така што мислам дека Мера на времето би била најинтересна, бидејќи е најсодржински подкована. Мислам дека таа би била подобар. Ви благодарам, претпоставам дека ги оставивте вашите податоци во режија. Милена, ти само ќе им кажеш каде да се подигна книгата, ако не може гледачката, секако дека може некој да прати, во која од вашите книжарници? Во книжарницата во Дебар Мало, на Ленинова, да. Една убава мала прошетка ќе се направи дотаму. Добро утро за следниот гледач или гледачка. Ало, добро утро, Искра. Добро утро, Слободанка. Добро утро, Милена. Мислам дека веќе се знаете и со Милена, така? Нашата Милена, викам, која ќе дојде таму во Дебармал да ни раскажува, на некоја промоција треба Милена да ме викнеш ако правиш во книжарницата, да уживам во друштво со тебе, не знаеш. Така да, баш ми е драго што си во емисија и секој ден да каните, ја секој ден ќе уживам со Милена. Се гледа, знаеш, Искра, колку се гледа, колку човек е богат што чита толку многу книги. Да се засрамиме просто што седиме во незино присуство, нели? Нели? Да, ама секако. И покрај тоа, она е скромна. Тоа ја краси, уствари, иначе. Зошто би направила муабет со мене тогаш кога се видовме, а ако не би била скромна, седна обична жена, ама видиш, тоа е големината уствари на личноста. Милена, за Слободанка, што ќе одбереме? За Слободанка, може би романтична комедија, бидејќи исто како и секогаш е бизнис литература, знам дека таа повеќе сака фикција, повеќе сака романи, така што роман мислам дека е подобар избор. Одлично, значи исто и Слободанка само треба да појде во Дебар Мало. Да. Така, сега дали ќе те начека или не, тоа друга работа. И дали го имаме веќе третиот гледач на линија? Доколку го немаме во моментов, тогаш може само да ги остави неговите податоци таму, затоа што веќе пробивме во термин, предпоставувам, да. Милена, многу ти благодарам на ова гостување. За крај може би еден совет за како да се мотивираат оние кои што досега наоѓале разни оправдувања за да не читаат. Може да ги посоветуваме дека кога читаме самите, го замислуваме тој свет на еден многу поубав и подлабок начин, така што е многу подобар избор отколку да се гледа филм или серија, секако и тоа си има уметност во себе си, но книгата е нешто што мене ми е, како што кажал Гейман, сон што се држи во раце, така што нека сонуваат. Баш еве овој период е време за сонување на летните ноќи, така што нека се впуштат во книгите, само потребна е само една страница, потоа самото си кажува. Ки вовлече во тоа. Да. Многу ти благодарам. Фала и од мене.